Здраво, здраво! Вие сте на каналот на Снежа Мрежа, на Снежа Мрежа Сторис. Јас сум Снежана, ова е Кристијан. Ние сме заедно, го сочинуваме нашиот канал на Снежа Мрежа приказни за добра ноќ или нешто слично за сите вас. Не се смеи. Ова го правиме со цел, значи да си го поделиме сопственото живење на тој начин што ќе комуницираме преку коментари со секој еден што ќе ни пише нешто на коментар. Инаку јас сум Снежана, се бавам со рачна изработка на кутии веќе 5 години. Што бавиш ти? Лего куцки. Точно, Христијан се бави, значи со правење на лего куцки, тоа е неговата обврска и е многу добар во тоа. Значи прави колички, авиони, тенкови и слично. И еден ден ќе стане професор во STEAM Academy. Ја не пам тенкови. Правиш тенкови, како не правиш тенкови? Понекогаш правиш по некој тенк. Сега, значи вака, до кај стаса, чекај интрото да го кажеме. Значи, дека сум Снежа Мрежа, дека го правам ова за добра комуникација меѓу сите вас, се надам дека еден ден ќе живеам од YouTube водење канали и слично правење видеа и така натака со моцин. И дека истите ќе не останат во долго сеќавање, бидејќи нормално немаме камера, како порано што имаше камера па да снимаш, сега имаме можност на YouTube да се снимаме. Не, сега имаме камера на телефон. Да, точно. Ова видео, значи го снимаме со цел да ја исплюкаме што е можно повеќе нашата представничка на Евровизија. Нашата Да. Треба да испукуваме пичка шлајм, да ни простите на изразот. Значи, сакаме да ја исплукаме Андреја. Во наводници нашата представничка, бидејќи Андреја всушност... Чекај, не, доста. Затоа што Андреја всушност во суштина никогаш не беше одбрана од македонската јавност, туку Андреја со помош на шуш-буш гласање дојде таму каде што е моментално. Ако се сеќавате, пред 2-3 месеци, кога се случуваа изборите, гласањата и слично, Виктор Апостоловски со смешната песна, пошто смешна им беше на многумина, им беше многу као леле среќа што не победи Виктор, катастрофа беше песната. Катастрофа, добро, нема врска, јас гласав не еднаш, не 2 пати, туку 3 пати. И баш и во коментари пишав на едно место дека жалам и не можам да го прежалам Виктор Апостоловски што не ја освои победата на овогодинешната Евровизија. На тој начин, с тим вези, Андреја, кога ја прогласија, нели, пошто сите знаеме како она доби, нели, всушност, ако она и гласа за неа некоја си комисија од Евровизија, составена од таму, не знам, од Израел, од Англија, од Шведска, така нешто беше, и као сите као, леле, колку е добра Андреја. Расправа крила Дрина со сопругот. И кога сите за неа, нели, као гласа, као, леле, колку е добра Андреја. Свекаш, и на тој начин, со тешко иле, всушност, ги пресекоа, ги поплюка и ги погазија оние 13.000 гласови што Виктор ги доби оваа година. Сега, за оние кои што гледаат Евровизија, знаат што е работата таму и како се дешаваат работите, знаат дека на Евровизија идеш таму, скокаш, рипаш, нешто да си впечатлив и различен од другите. Тешко дека некоја песна ќе биде добра и ќе те погоди онака и ќе речеш ова е за нешто да вреди да остане, тоа се случуваше во 90-тите. За оние кои што се родени 1800 и некоја или слично, значи знаат, порано се правеа песни, тие песни остануваа со децени и така натака. Последниве, нели, години, да речеме деценија цела, значи на Евровизија се оди да се будала да правиш од себе си, да се глупираш, да правиш некоја фама околу себе. Некогаш знае тоа и да упали, да изгледа симпатично, извинете, некогаш не,
Меѓутоа, како и да е, генерално има такви песни кои што ги памтиш затоа што биле штосни. Еве конкретно, например, мене ми текнува Лани, што беше оној германец од ки ми текне на името, песната му беше I don't feel hate, I just feel sorry. I don't feel hate, I just feel sorry. И така натак, и така натак. И сега, понесена од таквите искуства и ред други, си реков, Виктор Апостоловски, оваа година топ. Не спиеш на неговата песна, малце зборовите од суштина, малце избегале, треба поиќе, али нема везе, бе, дечко, но скока на сцена, интересен, не спиеш. Шо испадна со песнава на Андреа? Жив ти ја. Значи, на песната на Андреа комотно можеш да правиш приспивни, да си заспиваш. И иде вака. Чекај како идеше, чекај. Чекај, срка се. I just wanna end the conversation. Run away in circles, circles, circles. You don't wanna text my limit. I was trying to, but you're not listening. Ало, значи дајте ни песна сега. Дајте ни песна, шо е ова сега? Не, чекај. И сега девојчева, значи тепавме повторно тука, нели? Темпераментно семејство сме, ако може така да се каже, најкултурно кажано. И сега што се случува? Значи Андреа извади гс и отиде на вакво на Евровизија, таму е, нели, со парите на граѓаните. Како тоа функционира, некои што знаат подобро и слично што се запознаени, знаат да објаснат од кај доаѓат конкретно и слично, но општо знам дека тие пари се од македонската јавност. И сега девојкава е во Евровизија. Цело време се слика, покажува колку е она супер, културна, фина, нема тука ништо лошо, девојчево мило, фино, како галантес. Цело време додека тоа се случува, дотичнава овдека што ја гледате, не мора да ја сакате. Јас бев наречена вечерва баш во месенџер ме нарекува кучка. Прв пат уживо тоа ми се случи и баш ќе кажам на девојката, знаеш ли дека можам да те тужам за ова, но не се. И што сега да кажам, да, јас цело време по коментариве каде стигнав, значи буквално на Facebook, на YouTube, на Instagram, секаде. Кај што стигнав, маци ме следиш, ти си ми мојот најдобар вакво слушател, затоа мислам те сакам твојот лик да е среќен. Каде што стигнав, секаде пишував дека девојката не е заслужено таму, дека не испорача квалитет, буквално со тие зборови, дека оваа песна е подпросечна, дека е можеби добра да ја пее по дома, во потуш, во двор, додека коси треба или слично, супер. Нека си го пее девојчето својот текст. Свегаш? Пошто нели со дечко и таму кој раскинал, не е важно. Меѓутоа, за на Евровизија песната не е. И така јас цело време хейтам, пишувам, ми се смеат, па тие смајли емоджијата што ми ги ставаат, па за нив па да не зборам, значи. Демек, не вика, ти си требала да бидеш на нејзино место. Не демек вака така. Ти подобро знаеш, тоа се експерти од Израел, од Англија, лево десно. И тука, јас лично што мислам е дека тука се гледа оној комплекс на пониска вредност што никогаш нема да излезе од генетскиот код на човекот што се уште живее на овие простори, пошто нели збориме дека нели многу се иселуваат, оние луѓе што се уште живеат на овие простори секогаш ќе го имаат комплексот на пониска вредност, дека секогаш некој од страна подобро знае, дека некој што е од Англија подобро знае, дека оној кој што е од Србија подобро знае, или од кај да е, може да се симне од Марс и да он подобро ќе знае од нас. Па така и со Андреа. Значи, кога коментирав против неа,
Значи, ми беше залепена устата со тоа дека, пази, жено, која си ти? Таму некоја си комисија донела дека немаш ти што да брчиш. Добро. И во ред, си реков на крајот и објаснав. На крајот на криштата, значи не само што песната мене не ми се допаѓаше, туку мене лично не ми се допаѓаше начинот на кој што ја избра. Значи, крајно беше нефер од македонската радио телевизија. Никаде јасно, гласно и недвосмислено не дадоа до знаење дека гласањето ќе биде на овој и овој начин. Значи, немојте да мислите дека утре ден ваќе, не. Они си кажа, гласајте си, ние си гласавме, кога дојде да се бираат, се кажа, знаете што, вака и вака ќе биде избрана. Значи, како и да е, таа беше избрана. И нормално, ми сметаше и песната што беше многу здодевна и приспивна, ми сметаше и начинот на кој што истата овакво се избра. Еве што се случи денеска. Што се случи, мама? Памти што ти кажував преска? Нашата представничка го фрла на видео, се гледа дека нашата представничка го фрла знамето на Република Македонија. Значи, знамето на Република Македонија може и да не ти значи толку. Например, едноставно не ти е при срце или слично. Но не смеш да го фрлаш. Не смеш да го газиш и не смеш да го спалуваш, нели, според закон, не знам кој, член 8. И тоа општо го знаеме сите од општа култура дека погазувањето на знамето на било која држава може да е казниво со закон. Тоа што кај нас не функционираат законите, тоа е друга работа. Меѓутоа, тоа е казниво со закон. И сега девојченцето си зима, си стои, нормално, да се нејзините 5 минути. И наместо таа, не може да ги искористи, таа нема во неја внатре, нема капацитет. Јас кога велев на коментари дека војчето нема капацитет, ми се смеја. И многу ми е мило што дојдовме до овој момент. И нашата Андреја стои, нормално, сакаме да се сликаме, сакаме да бидеме убави пред камера. Hi there. И викаат, Андреја, као, знаеш, дај знаме во, ако сакаш малкуцка, потрни го налево надесно. И Андреја не да го стави долу, или да го стави позади кај кајшот што е, макар што ја не знам зашто општо им сметаше тоа знаме да го трга, али не е важно, може нешто, некој естетски, уметнички ефект не се доловува и слично, не да рече, please, can you hold it for a second? Не, туку девојчево ни повеќе ни помоце го джитка знамето на страна како да е, не знам како беше песна на Тоше, као карту после пута. Баш така, значи го джитнуваш моето знаме као карту после пута. Па не ќе мочи ове ночи. Не ќе мочи ове ночи. Нема маце, следен пас, молим те. Може YouTube да не ни го пушти ова видео. Значи, не ќе мочи ове ночи, Андреја, не ќе мочи ове ночи. Многу, како да кажам, ајде ќе звучам злочесто ако кажам многу ми е драго. Не ми е драго. Мене не ми е драго ова што се случи. Значи, ова само го потврди фактот дека Андреја е незаслужено таму каде што е. Апелираме, ние, неважните граѓани, кои што сме во оваа република, не ни го правете ова, затоа што ова си го правите на самите себе си. Секогаш што викаат кога му копаш гроб на некој друг, всушност сам во него паѓаш. Андреја ја тутнавте таму, апсолутно незаслужено, со сите нишани, значи со сите протоколи, истретирана и све што не го заслужи тоа, нешто направи, затоа апелираме. Понатака, ви се молиме, значи, слушнете го гласот на граѓаните, тоа ќе биде добро за целата држава, која што сериозно пропаѓа, но ајде, надежта последна умира. И, што сакав да кажам? Ова сакав да го кажам. Ако се сеќавате, како нема да се сеќавате, сите оние
кој што гледа Евровизија прелани, се сеќаваат како Тамара, нели, подкако се врати напри скандал со песната, со химната на Република Македонија. Лани Тамара беше фантастична на сцена. На страна тој скандал што го напри, не и требаше, значи не знам што е со луѓе во ствари. Меѓутоа Тамара имаше според мене фантастична песна. И самата кажуваше дека она не е сама на Евровизија, туку има многу добар тим. А како се вика таа тетката? Која злато? Што пее? Која маци? Двечки се. Едната беше Тамара пред 3 години, што беше фантазија од пејач. Се избрам... Да, не ти се свиеше Андреја маци. Андреја не ми се свиеше. Лани. Лани Васил направи исто некој скандал, мада искрено јас не го видов моментот, нели, со знамето на Бугарија, затоа што тогаш Лани бев многу онака као леле Васил, да, прекрасно, песната паѓа во несвест цело време, се додека Васил не дојде не ја испеа таа песна на сцена, каде што стварно звучеше исто анемија. Но оваа година повторно се случува исто скандал со знамето со Андреја. Значи, девојчево фрла знаме, што значи више до тук. Би требало, значи, стварно, би било одлично, еве како идеја за размислување, во иднина да не се праќа кој да е на Евровизија. Во иднина, ако народот процени дека некој човек треба да ја представува државава, тој треба да го пратите. Можеби, еве сако се размислам вака, можеби на некој начин нешто онака луѓево има осет дека дечково, окей, може, не е важно, да не навлагам, па и не е до толку вакво. Како и да е, значи, берете памет, пробајте да направите промена за доброто на оваа држава, за доброто на секој околу вас. Значи, за доброто на секој околу вас. Затоа што со тоа не ми е гајле што мислат другите, не ми е гајле што ќе речат другите и слично, само пропаѓаме вака надоле. Крррц, како гомце, вака која паѓа. И паѓа у веце, у шолја, гомцето паѓа у шолја и го пушташ у канализација. Значи, нема тука голема филозофија. Многу ве сакаме, со овој мој малечок дечко, многу ве сакаме, ама дај го Мимо да ги поздравиме со Мимо. Дај го Мимо, со машната. Многу ве сакаме, ова е Мимо, тој е нашиот омилен лик. Се гледаме во некое следно видео. Македонија изобилува со идеи, вака, со причини зошто човек да снима видеа. Тоа е многу добро за сите оние кои што сакаат да се бават со YouTube и да имаат фантастична кариера во оваа држава и пошироко. А до следниот пат, ве сакаме, лајкнете, субскрајбнете, може и понатаму ќе имаме добри видеа и бидете секогаш во откачено и во добро расположение. Ја субскрајбо, бај-бај. Бај-бај. Чекај.